добри криптоентузијасти во уште едни altcoin вести, многу битни, знам дека се малку одложени, но знаете дека примат има нормално моменталните случувања од геополитика и макроекономија, знаете нормално зошто, но како што и кажавме, нели, дека секогаш работиме на altcoin дел, секогаш работиме на крипто делот, на крајот од денот ова е една од главните, би рекол, содржини кои што ги имаме на нашиот канал. Така да денеска за вас, нормално како и секогаш, прво почнуваме со altcoin вести од институционално ниво, каде што прво ќе разгледаме некои интересни мерки. Како и да е, продолжуваме нормално со altcoin вести, како една од содржините за оваа недела. Очекувате дека исто така во текот на утрешниот ден, односно среда, ќе имаме лайвстрим, каде што ќе работиме на моменталните случувања во макроекономијата, да бидеме реални на крајот. Повторно поголемиот дел днес ќе биде поврзани со моменталната војна во Иран и Блискиот Исток. Значи, едноставно тоа зема преседан со оглед на движењето на пазарите моментално. Следните неколку денови ќе направиме мала пауза во подготовки за геймџискиот офлайн митап оваа сабота оваа недела 29 март во Народниот театар во Битола. Така да, како што знаете и сами, значи веќе многу пати најавивме, 5 говорници, поголемиот дел од нив веќе сте ги запознале или биле директно на нашите претходни би рекол, нели, едукативни настани или пак се моментални партнери и соработници кои што биле гости на некои од нашите досегашни лайвстримови. Така да го очекуваме сите, ќе биде интересно. Една работа која што морам да напоменам, има мала промена во распоредот. Направивме една мала промена за да има малку подолга пауза, односно од 3 до 3:30 ќе имаме 30 минутна пауза за, нели, луѓето да можат да одморат, кои сакаат нормално да има шанса и да јаде, да одмори, да испадне надвор. Така да очекувате дека тоа е единствената промена која што направиме. Распоредот горе-доле е ист, нормално продолжуваме со она што претходно веќе беше најавено. И дополнително ще да напоменеме дека CryptoHub Malta исто така ќе ни се приклучи на овој настан, ќе дојдат и нормално ќе се представат и на бина, ќе имаат околу 10 минути да ни кажат што планираат за следната организација, односно следниот настан. Тоа е третата македонска криптоконференција во Скопје ова лето, така да за таму ќе има многу поголема активност од нивна страна. А нормално кога станува збор за CryptoHub Malta, знаете, таму сме доста активни, значи тоа е најголемата организација за блокчейн во Малта, каде што досега имаме 13 предавања, овдека 2 фалат, се уште ќе треба да видиме околу тоа да го средат и они. Така да, пак ќе кажам, cryptohubmalta.org е нивната страна, може да најдете наш профил, каде што може да ги најдете сите наши излагања до сега. Ќе има уште многу, верувајте ми. Како и да е, ова е само почеток на соработката, веќе разговаравме, имавме соодветен состанок, посебно кога станува збор за организацијата на третата македонска криптоконференција, во која што сакаат да земат голем дел. Дополнително да се потсетиме дека CryptoHub Malta досега има распространето неколку своји, би рекол, подружници, така речено, меѓу кои Кипар, Полска и исто така Романија. Исто така сега моментално сакаат потенцијално тоа да го направат и на Балканот, односно во Македонија. За жал, не сум во Македонија за да би можел да превземам таква одговорност, но нели, останува да видиме дали такво нешто можеме да реализираме, затоа што би било многу интересно ако можеме тоа да го направиме за Македонија. Како и да е, се уште сме нормално, гледате и сами во преговори, постојано соработуваме заедно со нив, ќе видиме што тоа може да се реализира. И пред да почнеме, исто така, емисија.мк, агрегатор на најразлични, најпопуларни, би рекол, македонски канали на YouTube најчесто, би ви препорачал да ги најдете нашите епизоди овде, не само наши, нормално и на многу други канали. Нормално не сме никако финансиски инсентивизирани да го кажеме ова, само сакав да напоменам затоа што дечките се стварно фер, навистина секој од нашите видеа ги аплодираат овде, како што може да забележите, бизнис и економија практично сме ние. Значи, апсолутно во секој 3-2 видеа се наши, па затоа би сакал да напоменам секоја чест им благодарам многу за поддршката и нормално продолжуваме и понатаму со едукација за македонскиот народ. Сега, како што знаете и сами за почеток, нормално секојаш ќе поминеме преку неколку интересни чартови, да видиме што се случува со крипто секторот, нормално највеќе со altcoin секторот. Гледаме дека overall маркет капот е доста понизок, иако имаме некоја консолидација и мал раст поради ситуацијата во светот, што е, пак би рекол, изненадувачки за крипто секторот да имаме таков добар перформанс кога апсолутно се е во негатива, а тоа уште повеќе ни покажува дека крипто навистина полека созрева како
би рекол категорија, моментално 2,4 трилиони е вкупниот маркет кап на целата криптосфера, што пак би рекол е солидно. На некој начин гледаме дека во однос на претходните bear и bull маркети, нормално дека секогаш имаме многу повисоко дно, па ако потенцијално се наоѓаме блиску до истото, затоа погледнете во нашите содржини кога станува збор за лов на дно, нормално дека ова би било дури и некоја логична долна граница, но да не избрзуваме, погледнете видеата за лов на дно конкретно околу оваа содржина, кога станува збор за алткоин сезона индекс и понатаму продолжуваме со истото што го зборувавме до сега. Ние ефективно алткоин сезона не сме имале во овој циклус од 2022 година 2021 година декември до денес ние ефективно не сме имале алткоин сезона. Сме имале некои кратки би рекол скокови, негде до средината на овој индекс, но во главно овој циклус беше апсолутно се биткоин. Така да еве како изгледа алткоин сезона, тоа е нешто што до сега не сме го имале во овој циклус. Останува да видиме што ќе се случува во следниот. Тоа што не сме го имале во овој циклус, не значи дека тоа е правило дека веќе никогаш нема да имаме алткоин сезона, тоа би било според мене невозможно. Дополнително гледаме дека RSI на неделно ниво на најголем дел од алткоините се наоѓа околу 35 и многу од нив се под 35, што ви кажува дека практично 90% од алткоините се препродадени моментално. Пак ќе кажам, ние не брзаме со акумулација поради една единствена причина, тоа е чекаме да видиме кога потенцијално ќе биде дното на биткоин. Нормално тоа го водиме, пак ќе речам, преку лов на дно содржините на нашиот канал. И кога ќе утврдиме дека сме блиску или дека потенцијално веќе сме го утврдиле дното на биткоин, тогаш дефинитивно ќе почне повторно со акумулација на алткоини, но и потенцијално на етериум и биткоин овој циклус. Со тоа што кога станува збор за активност, можеме да забележиме дека стандардна екипа од прво до 10-то место, тие што постојано се на некој начин на прво место во однос на активност на нивниот блокчейн. Кога станува збор на неделно ниво, првите 5 може да забележите Ethereum, Cardano, HBAR, Flow, ICP. Кога станува збор за развој на нивниот екосистем, не на самиот core, односно основниот блокчейн, Ethereum, ICP, Cardano, Flow, Arbitrum. Пак ќе кажам, единствено што ни фали овдека веќе долго време е Polkadot, иначе беше некаде топ 5 постојано. Сега гледам дека е малку подолу, но пак еден од најактивните проекти без разлика на неговата цена. Кога станува збор за најбрзи блокчейни, ICP многу блиску до Solana, тие се тие два, кои што постојано се на прво место. Сега за сега овие мали некои се појавуваат, па ги снемуваат, така да небитно. Стандард може да забележите дека опрлика тие се најбрзите блокчейни постојано. Сега одека имаме некои два интересни, би рекол, индекси кои што сакам да ги гледам од сега малку повеќе. За разлика од стейкинг, кој што не ни е толку битен, ги додадовме revenue и active addresses, односно оние блокчейни кои што прават највеќе профит од fees, каде што можеме да забележиме дека нормално Tether е на апсолутно прво место, овдека е ставено во последните 365 дена. Со тоа што Tether, со оглед на фактот дека стейблкоин не го земаме нешто премногу предвид, нормално заедно со Circle, не заборавајте дека Tether и Circle не прават само од фи, прават и од short term, односно краткорочни обврзници на Мурика, нормално останаците ни се битни. Tron, слична ситуација, затоа што има околу 25% од вкупниот маркет кап на стейблкоините се наоѓа на Tron мрежата, екстремно голема количина на профит од фи 197 милиони. За разлика од тоа, натаму гледаме дека сличното е преку дексови. Hype и Pump, тоа се на некој начин дексови, со тоа што Hyperliquid е реален декс. Pump Fund е апсолутна глупост, но и понатаму гледаме дека направиле 25 милиони долари. Што можеме да забележиме? Оние кои што највеќе прават пари моментално се апсолутно или проекти кои што се поврзани со стейблкоини. Овдека може да ги забележиме првите, Chain кој што е поврзан со стейблкоини, нормално е Tena кој што е исклучиво стейблкоини. Ако продолжиме понатаму горе-доле, најголемиот дел од нив се стейблкоини. За разлика од тоа, lending and borrowing, значи DeFi секторот, Aave lending, потоа одредени дексови кои што може да ги забележиме, значи тие се оние кои што се најпрофитабилни во криптосферата моментално. Другите се многу пониско, би рекол, кога станува збор за fees. Дури и Solana, иако е толку активен, направил само 2 милиони долари fees во последните 30 дена. Тоа ни покажува дека, нели, на некој начин layer кецовите се доста поназад за разлика од дексовите и од стейблкоините, што е очекувано, но кога станува збор за активни адреси, веќе имаме многу поинаква ситуација. Значи Binance, Near Protocol, Solana, Tron, сега ова OP, тоа е практично layer двојката на Optimism Stack OP BNB.
Tether, Sei Network, Ethereum, Aptos, само што Tether нема свој layer 1, не знам како го ставиле овдека, не е ни битно. Само секунда. Да видиме што направивме овдека, добро се е оред. Значи, тие се опрлика најактивните, како што можеме да забележиме, нема некои големи изненадувања, според оно што јас го гледам. Горе-доле знаеме дека најголем дел од нив се најактивни секако. Но како и да е, значи, ова ќе биде многу интересен индикатор кога ќе почнеме со алткоин сезона, кога навистина ќе се почне да се враќа потенцијално ритейл секторот, а овој пат институциите, па ќе имаме многу подобра слика за тоа кои блокчейни се навистина први по активност, како во однос на физ, така во однос на активни корисници. Кога станува збор за Forbes, рековме ќе го следиме ова како рубрика која што имаат гледам на неделно ниво. Последен пат апдетирано 18 март, повторно и понатаму на прво место Cardano, според нивните проценки, второ Binance, Bitcoin, потоа имаме Polkadot, Ethereum, Litecoin, Solana, Tron, XRP и Lido. Значи гледаме дека горе-доле нема некои големи промени во оние топ 10 коини кои што според нив представуваат топ 10 коини. Пак знам дека е малку лаички да бидеме реални, посебно кога стасува, значи Forbes е би рекол медиум кој што е исклучио поврзан со традиционалните финансии, но е интересно е да видиме како истите размислуваат. Кога станува збор со Fear and Greed, за разлика од традиционалните финансии, ние имаме многу подобар би рекол перформанс, иако се наоѓаме на самата граница помеѓу Fear and Greed, како што може да забележите. Значи се наоѓаме помеѓу Extreme Fear и Fear, односно екстремен страв и страв, што значи дека се уште се наоѓаме во негативен дел, што е очигледно, нормално се наоѓаме во bear market. Сега овде ќе имавме мал одлив би рекол кога станува збор за Bitcoin, Ethereum, Spot ETF-ите. Видовме на Ethereum некоја мала количина, негде околу 100, овдека горе-доле исто би рекол, со оглед на фактот дека имавме добар би рекол момент на акумулирање во последните неколку недели. Ова мала би рекол мал одлив кој што гледаме моментално и не е така страшен. Слична ситуација на тоа можеме да видиме и во Ethereum. Значи имавме мала акумулација и сега веќе на некој начин повторно се враќа надолу, но како и да е, нормално и очекувано во bear market. За разлика од тоа можеме да видиме многу подобар перформанс кај алткоините, но пред да стигнеме таму, пак ќе напоменам, значи до сега ова сме го виделе веќе неколку пати, овие корекции кои што ги гледаме overall на Bitcoin Spot ETF-ите се очекувани. Нормално дека и институциите од време на време земаат профит, посебно ако инвестирале на почетокот кога цената на биткоин беше негде околу 40.000, кога за прв пат почнаа да инвестираат во биткоин Spot ETF-ите. Така да очекувано е во тек на bear market да имаме би рекол крварење, но повторно погледнете. Ова е официјално на некој начин прекид на крварењето во последниве месец дена. Очекуваме да се надеваме дека нормално ќе продолжи нагоре. Како што кажавме, ова ќе ни биде една од главните водилки за тоа кога институциите одлучиле дека дното за биткоин е постигнато. Ако видиме постојана акумулација на биткоин, нормално дека ќе видиме сентимент од институциите дека на некој начин утврдиле дното е направено. Така да тоа ќе биде од би рекол побитните работи кои што ќе треба да ги следиме за следниот bull market, исто со него нормално и дацовите за кои што ќе разговараме малку подоцна. Сега овдека мораме да спомнеме дека од најновите коини за кои што се спрема потенцијален Spot ETF е Hype од Hyperliquid. Тоа е моментално најголемиот DEX, успеа да го стигне Uniswap и да стане број 1 по market cap и по ликвидност. Така да Hype моментално од Grayscale е следниот алткоин кој што има апликација за Spot ETF. Уште многу алткоини чекаат на одобрување, така да нема да брзаме, кога ќе бидат одобрени нормално ќе ви известиме. Сега за сега оние кои што ги имаме активно на пазарот, XRP, мала количина која што моментално влегла во овој Spot ETF. Имавме мал одлив во овој бурен период, би рекол, од почетокот на месецот и почетокот на војната, но генерално и понатаму се наоѓаме на 1 милиарда инвестирани во XRP, што мене ако ме почувате е доста добро. За време на bear market ние имаме акумулација во ETF-ите за алткоини, што е многу добар показател. Solana би рекол дури уште подобар перформанс, погледнете за време на целата оваа ситуација, овие компликации на Блискиот исток и понатаму Solana се купува нормално од страна на ETF-ите. Ова се глупости, нормално дека нема да зборуваме за тоа. Link, иста ситуација, пред некој ден имавме сосема солидно акумулирање, 3,3 милиони, моментално имаме 90 милиони вкупно во Link Spot ETF, HBAR, повремени купување, но повторно полека расте, 53 милиони
во неговите спот ETF-и, Litecoin доста мал, би рекол малку и разочарувачки, но како и да е, ова е класика, не верувам дека ќе разочара на долг рок. AVAX 17 милиони, и овдека повремени купувања, DOT само што почна, веќе стигна до 11 милиони, мада ова е само едно купување за сега, но како и да е, гледаме дека се повеќе се уваат алткоини кои што имаат свој спот ETF. Ова е основата за следниот bull market. Верувам дека сите они кои што добиле свој спот ETF веќе се на некој начин одобрени и би рекол поддржани од самите институции. Тоа нормално ќе го покаже следниот bull market најдобро, но пак ќе кажам, фактот дека СЕК одобрил спот ETF за овие алткоини покажува дека истите може да бидат, нели, да им се даде доверба од страна на институциите и верувам дека истите ќе имаат примат во следниот bull market, зошто без да се донесе Clarity актот, единствените алткоини кои што ќе имаат било каков директен контакт со инвестиции од институциите ќе бидат само некои што имаат спот ETF-и. Другите се премногу ризични за институциите да инвестираат во нив, затоа што се уште немаме јасна регулатива, затоа ќе разговараме токму денес во овие вести, имаме многу битни информации околу Clarity актот, но за тоа малку нормално подоцна. Уште подобро ETF-ите кога станува збор за биткоин, можеме да видиме солидна акумулација од страна на DATS-овите, тоа се Digital Asset Treasuries, односно компании кои што и држави кои што чуваат криптовалути директно во сопственото портфолио. Можеме да забележиме голема количина на акумулирање во последниот период, дури и за време на оваа војна, што ни покажува дека се повеќе и повеќе институциите веруваат во иднината на овие валути, посебно на биткоин, и мал одлив пред така речено 20 дена и пред 10 и колку да 15 дена во прилика, каде што имаме некоја мала количина на одлив, но споредбено со прилив мислам дека е едноставно неспоредливо. Етериум слична ситуација, со тоа што имаме помала количина на купувачи, но за разлика од тоа повторно имаме исклучиво голема, гледаме количина на етериум акумулирана од пазарите, а нема никаков одлив. Тоа ни кажува дека кога станува збор за биткоин и етериум веќе се нормално загарантирани нивните места помеѓу институциите, пак да се потсетиме за време на страф од потенцијална Третата светска војна, за време на страф од потенцијален економски шок, ние имаме ситуација во која што DATS-овите, односно овие компании кои што имаат свој Digital Asset Treasury, тоа е така речено портфолио на криптовалути кои што го чуваат како на некој начин хедж, се зголемува количината во она што го купуваат. Значи, ако мене ме прашувате, е многу добар индикатор. За разлика од тоа, пак алткоините немаат толку многу голема би рекол количина на купување и овдека дури има и објаснување со она што го спомнавме претходно. Значи, кога станува збор за биткоин и етериум, овие два коини веќе долго време имаат на некој начин clarity, односно јасност од страна на СЕК. За биткоин повеќе од јасно, за етериум, како што се сеќавате уште во 2017 година, дадоа мислење дека истиот не представува хартија од вредност. За другите, дури само пред неколку дена добивме официјално исказ од СЕК дека не представуваат хартија од вредност, како што ние тврдевме во последните 4 години. Па затоа и верувам дека сега има многу поголема скептичност за институциите да почнат да купуваат алткоини. Наспроти тоа гледаме дека многу повеќе се фокусираат на биткоин и етериум, што е очекувано. Сега исто така многу битна работа, можеме да забележиме дека биткоин на меночниците е на all-time low во последниве, да речем, циклус и половина. Еве да ви покажем како тоа изгледа на голем план. Од, така речено, 2019 година, гледаме дека количината која што моментално се наоѓа на меночниците за биткоин е еднаква на количината која што била за биткоин во 2020 година во, така речено, дното на ова е најголемиот страф кој што беше, така речено, предизвикан од пандемијата на COVID. Така да сакам да кажам дека ние веќе во оваа ситуација 6 години не сме виделе толку мала количина на биткоин на меночниците, што неминовно ќе доведе до шок на цената на биткоин. Пак ќе кажам, мал интерес да се појави моментално и мал, би рекол, знак на bull market, дефинитивно ќе ескалира кога гледаме колку мала количина на биткоин моментално имаме на пазарот, посебно со оглед на фактот дека за разлика од останатите капитални добра, на биткоин не може да се зголеми производството, биткоин не може да се произведе повеќе од 21 милион, така да ова што го гледате овдека е основната формула со која што биткоин постојано ќе расте во вредност. Слично на тоа и етериум, повторно екстремно ниска вредност на етериум кога станува збор на долг рок. Истата ситуација од некаде околу 2020 година, најниска количина на етериум на меночниците, а исто како биткоин, етериум дури и полошо
мислам подобро за нас, полошо генерално за ишуенс на нови етериуми, знаете и сами, има многу подобра инфлација за разлика од биткоин поради неговиот брн механизам. Така да ова е исто така многу позитивно и за етериум. Кога станува за Coinbase 50, знаете дека постојано споредуваме овој индекс, тоа се оние најдобри 50 коини кои што моментално се на пазарот, би рекол. Како индекс можеме да видиме дека се наоѓа на доста ниска вредност, што е очекувано, се наоѓаме во bear market, но повторно, само да видим каде беше индексот на следниот чарт, се извинувам. Да, овдека беше за да видиме која е алокацијата. Значи, се повеќе имаме алокација во алткоини, тоа е една од работите кои што сакам да ги покажам постојано, каде што гледаме дека биткоин, моменталната алокација во овој фонд е некаде околу 49%, да се потсетиме на почетокот беше некаде околу 80%. Така да се помала количина алоцирана во биткоин, се повеќе алоцирано во алткоини. Ова не е случајно. Значи овој Coin 50 индекс кој што треба да биде на некој начин слично на S&P 500 е направен со таа цел, односно профит, да ја земе средната вредност на сите овие индекси заедно и на некој начин да го емитира S&P 500. Као што кажав, моментално има корекција од 20% од претходниот all-time high на неговата вредност, што е очекувано, но следниот bull market верувам дека се тоа ќе биде многу поинаку. Кога станува збор за институционални вести, првата која што ни доаѓа од Strategic Bitcoin Reserve Tracker, значи ова е апликација која што ги следи моменталните апликации за биткоин резерва во сите 50 колку се една-две држави во Мурика, зборувам сојузни држави, каде што најнова моментално која што потенцијално може да се приклучи е Северна Каролина, каде што имаме моментално предлогот за биткоин резерва, само што е доставен до Сенатот на оваа држава, така да наскоро потенцијално и Северна Каролина ќе ни се приклучи во оваа мапа со зелена боја. Само да видам каде беа, не знам зашто не може да ги најдам, тука негде беше во средина. Треба да се едно до друго Северна и Јужна Каролина, но кој забелje не може да најдам. Како идеја, идејата е дека порано подоцна, значи сите овие плави очекуваме да се претворат во зелени, иако имаме црвени, тоа дефинитивно порано подоцна ќе се премислат тие кои ќе видат како се тоа се движи нагоре, но идејата е дека моментално тоа ќе биде едно од главните, би рекол, двигатели на комплетно сојузно ниво да се изгласа државна резерва. Сега не зборувам стокпайл како што тоа го направи нормално Трамп, туку зборувам тоа да биде направено, ево Норт Каролина, извинувам, тоа да биде направено како официјалната нивна нафтена резерва, стратешка и златна резерва, да има и биткоин резерва, така да тоа ќе биде дефинитивно следниот чекор кога ќе имаме повеќе од овие сојузни држави како Нью Хемпшир, Тексас и Аризона да го прогласат биткоин, да направат биткоин резерва. И тоа во овој предлог прочитав интересни моменти дека дури 10% од вкупната количина на капитал која што е поседувана на државно ниво ќе биде алоцирана во биткоин доколку ова биде одобрено. Значи самиот трежерер, односно би рекол финансиски, како и да го наречем сега, орган на оваа сојузна држава ќе биде заложен да ги чува овие биткоини нормално на cold storage на ниво на држава, така да ќе биде интересно кога потенцијално ќе биде одобрено, нормално ќе го следиме тоа во секој од следните алткоин вести. Сега најдобрата вест ни доаѓа директно од SEC, значи ова е апсолутно победа за целиот крипто сектор, посебно за алткоините. Значи да се подсетиме дека на биткоин одамна му е решен статусот, за разлика од тоа останатите алткоини, па би рекол дури вклучувајќи го етериум, нема јасна слика се додека не се случи ова пред само неколку дена директно од новиот председател на Комисијата за хартија од вредност Пол Аткинс. So today I'm pleased to announce that the SEC's persistent failure to provide clarity on this question is over. As we speak, the Commission is implementing a token taxonomy and investment contract interpretation, and you should find that in your inbox or if you look on the website when you get home. Our interpretation, which is grounded in existing law and informed by extensive public input, establishes 4 asset categories that are not deemed to be securities. So digital commodities, digital collectibles, digital tools, and payment stablecoins under the Genius Act. With these categories in place, the interpretation then clarifies that only one crypto asset class remains subject to securities laws.
namely digital securities, which are traditional securities that are tokenized. This distinction returns the SEC to its core mission and statutory authority of protecting investors involved in securities transactions. Да, мала техничка грешка на крајот, но како и да, мислам дека разбрате што сакаше да каже. Нормално сега тоа ќе го образложиме. Значи, ова што го видовте овдека, кое што доби громогласен аплауз, е уствари објаснување кое што доаѓа директно од Комисијата за хартија од вредност, кое што е исклучиво битно за нас. Односно, нормално се тоа ќе биде потврдено кога конечно ќе биде донесен законот, односно Clarity Act, кој што ќе биде целисходна регулативна рамка за целиот криптосектор, вклучувајќи и стейблкоини, и биткоин, и алткоини, апсолутно се. Ова е многу битно за нас. Сега ќе објасниме зошто. Ова што моментално го слушнавте од страна на Пол Аткинс е образложение со кое што вели се прави така наречено второ разреден, или тоа е подзаконски акт, таксономи, со кој што се образложуваат основните категории кои што ќе бидат дел од овој Clarity Act. Односно, дури и да има Clarity Act, на крајот од денот, се тоа мора да биде дообразложено со подзаконски акти од страна на СЕК, што значи дека они само проактивно го реализираат тоа моментално. Сега, зашто е ова толку битно? Моментално вели се дели на 5 категории целата криптосфера. Меѓу кои имате прва категорија, а тоа е digital commodities, односно дигитални ресурси. Digital collectibles, односно тоа се дигитални collectible, представува одредени ретки ствари, како сликички, како не знам, игри, скинови и така натаму. Digital tools, односно тоа се дигитални алатки. Payment stablecoin, тоа се нормално стейблкоините кои што ги користиме за плаќање, и digital securities. Сега, од овие 5 категории само една представува хартија од вредност. Зошто е ова толку битно? Многу пати сме спомнале, уште еднаш да го објасниме. Доколку алткоините се наоѓаат во оваа категорија, подлежат под многу поголеми, по-ригорозни и рестриктивни правила. Дополнително мора да бидат регистрирани, дополнително оние кои што купуваат мора да бидат регистрирани, дополнително дури да сакате да ги купите, потенцијално може и да немате право, затоа што за одредени хартија од вредност им треба да имате посебен статус, така наречен акредитен инвестор, што значи дека ако овдека во оваа категорија спаѓаат алткоините, автоматски 99% од луѓето нема да се нафатат да ги купат. Што значи дека целосно ќе го променат начинот на кој што функционира криптосферата. Ова што го видов моментално е апсолутна победа на криптосекторот. Сите оние што јадеа трици дека алткоините представуваат хартија од вредност, моментално може слободно да си ги спакуваат тие трици и знаат што може да направат со нив. Сега ќе објасним и зошто. Затоа што со оваа поделба и со нормално самиот драфт кој што испадна од Комисијата за хартија од вредност, јасно дури ги наброја сите оние коини кои што беа тужени, кои што изгубија огромна количина од корисници, инвеститори, маркет кап, која што е штета, која што никој нема да ја надокнади, која што е штета на нашите портфолија, која што никој нема да ја надокнади, официјално сега имаат јасна, недвосмислена, би рекол, правна рамка, иако истата ќе биде потврдена од Clarity Act-от, со која што можеме да забележиме дека истите не представуваат хартија од вредност. Имаат многу помала количина на регулативни, би рекол, рестрикции и ќе функционираат како што функционираат до сега. Нема потреба од никакво пријавување, нема потреба од никакви дополнителни рестрикции и потпаѓаат под CFTC, односно тоа е Комисијата за ресурси. Ова е најдобрата работа што може да се случи за криптосекторот. Пак ќе кажам, знам дека ова треба да биде екстремно позитивно, многу луѓето очекуваат дека се тоа веднаш ќе предизвика експлозија на криптосекторот. За жал не функционира така. Сега ќе стигнеме до вториот дел, тоа е Clarity Act, ќе објасниме зошто не функционира баш така. Ова што гледаме е основна рамка која што мора да биде потврдена од самиот закон, кој што се уште не е донесен. Дополнително уште една битна работа која што дефинитивно треба да се спомне. Mining, staking, wrapping, airdrops. Ништо од ова не представува хартија од вредност, ниту е поврзано со хартија од вредност. И сите оние кои што беа на страната на Гери Гангстер, не можам да разберам дека луѓе имаше на страната на Гери Гангстер, дефинитивно заслужено му е местото во Макдоналдс да пржи кромпирчиња, еве ви прост пример за тоа. Значи, апсолутно ништо не представува хартија од вредност, освен токенизирани хартија од вредност, тоа што го видовме, што моментално го прават нормално на Real World Asset токенизација, страната, каде што ги следиме оние токенизирани хартија од вредност како обврзници, акции,
така натаму. Значи, ниту майнинг, ниту стейкинг, ниту wrapping, ниту airdrops нема да подлежат на никакви дополнителни права од страна на SEC и има целосна слобода да функционираат како што се до сега. Не можеше да испадне подобро од ова. Секоја чест на Пол Аткинс кој што го направи ова да биде реалност за нас. Сега овде имаме уште една пречка, а тоа е нормално Clarity Act. Верувам дека откако ќе биде конечно донесен Clarity Act, кој што во себе ги содржи и овие второстепени подзаконски акти, нели, кларификации, а дополнително го содржи во себе и Genius Act за алткоините. Алткоините, се извинувам, за стейблкоините. Стейблкоините нас не ни интересираат. Но тоа не го менува фактот дека и понатаму представуваат пречка за овој генерален закон за крипто да биде донесен. Ова ќе биде, значи, буквално букварот, така речено, за функционирање и регулатива на крипто секторот. Сега зошто е ова толку битно? До сега имаше пречка, сеќавате, ние ова будно го следевме и се уште го следиме, помеѓу така речено банкарскиот сектор и крипто секторот, каде што дојде до две консолидации, би рекол, во Белата куќа, помеѓу представници на двете страни, со цел да се најде заеднички збор, да се најде заедничка рамка во која што би можеле и едните и другите нормално да живеат со овој закон, би рекол. Пак ќе напоменам, нас апсолутно не интересира Genius Act-от, ние ниту купуваме краткорочни обврзници на Мурика, ниту стейкаме стейблкоини за да добиеме награда од овие краткорочни обврзници, ние воопшто не ни интересира тоа, но како и да е, за жал, и ние страдаме за тоа што Genius Act-от е дел од Clarity Act-от. Со тоа што официјално, после голем притисок од страна на Трамп, ако се сеќавате, на почетокот победуваа банкстерите со нивното лоби, покажаа дека доколку биде донесен овој закон, околу, според нивна проценка, 500 милиарди долари во првите година дена се очекува да се одлеат од банкарскиот сектор кон крипто секторот поради овие стейблкоини и јилдот кој што овие стейблкоини го даваат, и поради тоа нормално дека практично самиот би рекол Сенат, каде што моментално се наоѓа овој закон, беше екстремно против овој закон. И нормално овдека така речено заглави. Ако се сеќавате, во однос на Сенатот имаме две комисии кои што треба да го поминат овој закон, значи на Конгресот помина, треба да помине на Сенат заедно со овие две комисии за да дојде до подпис кај претседателот. За жал, овој закон беше видоизменет, односно многу работи беа изменети во истиот кога дојде на Сенат, и заради тоа дефинитивно ќе мора повторно да се врати кај Конгресот кога ќе помине на Сенатот комплетно, да се гласа повторно, па потоа да биде подпишан од Трамп. Значи има уште многу чекори. Сега, кога станува збор за Сенатот, прво беше поминат на комисијата за аграр, значи тоа е онаа комисија која што во себе врши надзор над CFTC, тоа е пак засебна комисија на ресурси. Таму помина, за жал не успеа да помине на банкарскиот. Тоа е втората комисија при Сенатот на Мурика. И сега, овдека, според оно што го слушнавме, според оно што го прочитавме во неколку артикли, дошло до agreement in principle, односно дека најголем дел од сенаторите се договориле ново создадената рамка на овој закон да може да помине и да биде изгласана. Ако тоа се случи, тогаш значи ќе треба да го гласа овој закон целиот Сенат, а потоа да се врати на Конгресот да биде изгласан и потоа да може да биде подпишан од Трамп. Значи дека има уште многу тоа да се направи, но според кажаното на 17 март, тоест сега пред некој ден беше, ако 21 март, официјално постои ваков in principle agreement. Сега останува да видиме дали се тоа ќе помине, да се потсетиме доколку не успеат да го завршат овој закон, да помине на Сенат во текот на пролетта 2026 година, многу голема веројатност дека истиот ќе чека 2027 година за да биде донесен, затоа што во следните квартали се очекува и Сенатот и Конгресот да се фокусираат многу повеќе на изборите во Америка. Тоа се midterm elections нормално во текот на 2026 година. Останува да видиме, но ова е екстремно битно за нас. Сега овде ќе имаме проценки во однос на тоа што потенцијално се очекува, оно што го спомнавме. Еве го тоа што јас постојано го зборувам, а тоа се институциите кои што за нас се екстремно битни. Односно, најдоброто сценарио, односно оној bull case е дека ќе имаме поминување на банкарската комисија при Сенатот и дека понатаму има уште поголема шанса да во оваа година го донесат овој закон. Доколку тоа се случи, велим, уште поголема доверба од страна на институциите во ETF-ите, каде што веќе гледаме голем инфлоу, затоа што ETF-ите се веќе одобрени од страна на SEC и тоа дава дополнителна
регулативна рамка и сигурност на институциите да продолжат да инвестираат. Дополнително, уште поголема сигурност на институциите да инвестираат преку брокер-дилер, значи тоа се преку така речено учесниците на традиционалните берзи, а и дури и да учествуваат преку крипто менувачниците, односно се повеќе и повеќе институциите да се насочат кон акумулирање на крипто, не само биткоин. Нормално, за разлика од тоа, ритейл секторот би било екстремно позитивно и верувам дека ова би било дури враќање на ритейл сектор сентимент кој што ни фали. Значи, за нас едноставно ритейл секторот отсуствуваше во текот на целиот циклус од 2022-2025 година. И сега одека имаме неколку различни сценарии, ова е апсолутно најдоброто. Нормално, како се движиме надолу, така се повеќе и повеќе сомнежот кај институциите расте во однос на овој сектор. Пак ќе кажам ја, не е прашање на дали, прашање на кога ова ќе биде донесено, затоа јас давам се од себе нашето портфолио да биде подготвено за ова. За сега според Polymarket можеме да видиме дека негде околу 68% е шансата дека ќе имаме донесување на овој закон во текот на 2026 година. За нас ова е одлично, би рекол односот е доста добар со односот, нели веројатноста. Посебно со оглед на фактот дека оваа година секако нас не е пишана како BR година, така да ако ова се донесе ќе биде многу добар почеток и показател и би рекол двигател за следната биткоин, нормално bull market и алткоин сезона. Уште една битна работа која што се случи пред само неколку дена, тоа е одобрувањето на SEC, Nasdaq да може да тргува токенизирани акции. Односно, со ваквата дозвола, токенизирани акции од Russell 1000, тоа се оние најдобри и најголеми по маркет кап акции и компании во Мурика до 1000-то место, и нормално веќе ETF-ите кои што имаат, тоест индексите кои што имаат своји ETF-и, ќе може да бидат токенизирани и да бидат тргувани на Nasdaq. Ова е апсолутно следното скалило на развој и нормална еволуција на традиционалните финансии, што мене многу ме радува. Значи, ова е само почеток, пак да се подсетиме, токенизација не може да биде направена на традиционални софтвери или било каков тип платформи, се тоа мора да биде направено на паблик блокчейн. За сега, на приватни блокчейни тоа едноставно нема логика да се прави, значи останува и понатаму ова да биде направено на леер кецови. Значи, исклучиво позитивна работа за сите оние кои што инвестираат во крипто, посебно оние кои што има леер 1, и тоа највеќе леер 1 кои што се најактивни во real world asset токенизација. Затоа рековме, овој циклус дефинитивно максимално ќе се фокусираме на real world asset токенизација. Веќе имаме два големи проекти кои што се голем дел од овој сектор, Ondo и Canton. Наскоро очекуваме истите да ги надградиме уште повеќе, а за тоа малку подоцна кога ќе разговараме за Alco Investi. Fidelity вели моментално бара од SEC, као што гледаме на овие големи играчи, као што тоа го направи Nasdaq, барањето за тргување на карти од вредност нормално токенизирана форма. Гледаме дека Fidelity моментално бара од SEC да се би рекол редефинираат и да се одредат соодветни и клучни, нормално јасни правила за брокер-дилер, значи ова се така речено учесници на традиционални берзи, да можат да прво поседуваат, второ тргуваат, нормално застапуваат во име на криптовалути на традиционалните берзи. Ова е исклучиво битно, затоа што на тој начин уште повеќе се дава залет на традиционалните финансии да инвестираат во крипто, да користат крипто, посебно преку овие брокер-дилер тип на институции. Што ова е исклучиво битно. Останува да видиме како ова ќе изгледа, но ова се случува баш пред еден ден. Гледаме дека се повеќе и повеќе најголемите институции во светот се заинтересирани за крипто. Ова не е случајно. И додека сите спијат и као нема интерес, супер, одлично. Пак ќе кажам ја, ова е многу добар показател. Fidelity е трета по големина корпорација во светот, која станува збор за assets under management. Зборуваме трилиони, негде околу 3 трилиони assets under management имаат. Во исто време, моментално во Мала Британија, вели 6 најголеми банки учествуваат во така наречени депозити на GBTD, како и да е. Сега ова се нормално токенизирани обврзници на Англија, заедно со токенизирана верзија на нивната фунта, но она што нас интересира е дека овие 6 банки помеѓу себе не само што ќе направат пилот верзија, односно и така наречен sandbox за меѓусебно тестирање на обврзници и на дигитална фунта, туку дополнително ќе направат и тестинг, односно нели тест трансакции, ова се најголемите 6 банки во Англија, за било каков тип на блокчейн. Значи овдека не е само дигитална фунта, односно CBDC, не е само обврзници во токенизирана форма, туку и
блокчейн, односно криптовалути и стейблкоин. Така да ова е позитивно, гледаме дека целиот свет се подготвува за новата ера, а тоа е нормално целосна адаптација на крипто, без разлика дали станува збор за стейблкоин, CBDC или пак крипто. Нема бегање. Ако почнете да користите едното, сакале или не ќе користите и другото. ECB, еве ги гомната, се спремаат за CBDC, односно дигитална валута на Централната банка, и понатаму нема апсолутно никаква одлука за ова. Сега се тоа буквално лебди во воздух, но Централната банка на Европа и понатаму притиска многу за да биде донесена одлука, за да биде лансирана така наречено дигитална валута на Централната банка на Европа за сите оние кои што дел од Европската монетарна унија. Со тоа што ова е многу битно, зошто? Значи, се уште нема одлука, вели се очекува дури во 2029 година конечно да имаме ролаут, односно да почне да се користи дигиталното евро. Да не забораваме до тогаш оние ако вака продолжат, нема да има потреба од дигитално евро, сите ќе користат стейблкоини. Но како и да е, се трудат супер, само напред, нели? Се надевам дека ќе им пропадне, како што веќе кажавме, но ова ни покажува дека имаат голема доверба во тоа што го работат, вели. Моментално се бараат експерти кои што ќе треба да ги прилагодат сите моментални постоечки, така речено, банкарски структури и нели рейлс, односно пруги на кои што функционираат, да може секојдневните купување, продавања, нели банкомати и така натаму да може да функционираат со дигиталното евро. Односно они се уште не почнале да размислуваат како тоа ќе биде во реалност, тоа што го правеа досега се само пилот фази. Сега за сега, значи ова е прв пат што пројавуваат интерес да најдат соодветни експерти кои што ќе ги изградат, да речеме, овие нови пруги на кои што ќе функционира Европската унија и дигиталното евро. Така да ова е нешто што доправо ќе го видиме, мене не ме радува воопште. Кажавме централна валута, тоест дигитална валута на Централна банка е апсолутен финансиски затвор и се надеваме дека нема да им успее, но за жал овие се доста упорни, би рекол, дечки како нас и верувам дека ќе се трудат се дека не им успее, за жал. Тоа е реалноста, но како и да е, мораме да предупредиме, само сакам да ви покажам дека официјално кога се стигнати до тоа да бараат професии кои што треба да ги интегрираат овие случувања, односно оваа така речена технологија централизирана, тоа значи дека се веќе сигурни во тоа што моментално го работат и дека очекуваат исто да биде реализирано наскоро. Сега кога станува збор нормално за real world asset токенизација, како што може да забележиме, апсолутно на секој недела-две имаме нов all-time high, што е очекувано затоа што целиот свет се движи кон ваков тип на технологија. Тоа што ние го зборуваме, тоа што дедо Лери Финк многу пати го кажал, значи верувале или не, сакале или не, се ќе биде токенизирано. Не само overall, нормално можеме да видиме дека тоа се случува и на засебни категории. Стейблкоини реално не интересираат нешто посебно, со оглед на фактот дека голем дел од нив веќе не се измитали баш за криптосекторот. Но за разлика од останатото, погледнете, во последните 7 дена, мада да се интересира малку повеќе на пологрок, но како и да е, постојано нов all-time high, значи постојано имаме ново минтање, се повеќе и повеќе обврзници, значи да се потсетиме каде тргнавме, кога бевме под 1 милиарда, да видиме каде се наоѓаме сега, со вкупни 12 милиарди долари во обврзници. Па ќе кажам, ако погледнеме во однос на најголемите, зашто Ондо, нели тоа што постојано го зборуваме, Ондо се наоѓа на 3-то и на 7-то место, каде што ако ги соберете заедно се наоѓа апсолутно на негде 2-ро или 3-то место, веднаш после Circle и BlackRock. За толку мала компанија, мене ако ме прашувате, ова е одлично достигнување за токенизирани обврзници, нормално. Кога станува збор за обврзници од остатокот од светот, ќе видиме слична ситуација, зголемување за 2,8, но да, Европа, погледнете го ова. 976 милиони долари токенизирани во Европа. Тоа се нормално токенизирани на, би рекол, на блокчейн. Еве, само да видам на кој, многу ме интересира сега кога ќе се наоѓаме овде. Само да видиме точно каде се наоѓаат, на која мрежа. Само да видим која компанијата, тоа е Spico, еве, ова. Баш ме интересира каде се токенизирани најголемиот дел од нив, на Stellar и на Arbitrum и на Polygon. Браво! За ова ќе разговараме малку подоцна, имаме нешто интересно овдека, конкретно околу ова Spico, затоа и го разгледав сега моментално. Кога станува збор за приватен кредит,
со мал пад, но како и да е, можеме да видиме overall постојано е со нов all-time high, што е очекувано, посебно кога станува збор за кредит, да бидеме јасни. Стокс, односно акции, тоа се така речено удели во компании, тек ова колку ќе расте, ова е само почеток. Стигнавме до 1 милиарда, гледаме корекција. Иначе успеавме да поминеме 1 милиарда пред некој ден, гледаме сега паднала повторно под 1 милиарда, но overall погледнете. Се повеќе расте количината на токенизирани акции. Пак да се подсетиме, тоа е една од најголемите капитални добра кога станува збор за маркет кап во светот. Ова е нешто сосема ново, private equity and venture capital, нели ова се ние приватни организации кои што инвестираат во проекти во нивниот корен, во самиот почеток. Исто слично на тоа tokenized active strategies, ќе треба да разговараме, мислам треба да ги разгледам, прво јас да видам точно кои и како функционираат истите. Се повеќе нови категории. Значи можеме да видиме дека токенизацијата е апсолутно иднината. Токенизирани ресурси, нормално гледаме дека има пад, очекувано со оглед на фактот дека имаме пад на цената на златото и гледаме дека најголемиот пад е токму во златото, каде што гледаме дека луѓето продаваат злато, што е очекувано. Но пак интересно, погледнете, не соја, не пченка, значи не нафта, имаме апсолутно се диаманти. Значи ова е навистина добро. Мене ако ме прашувате сето ова, каде и да е, што и да е, на крајот е на Ledger. На крајот е на било кој од овие блокчейни. Автоматски инвестирање во било кој од истите ви даваат многу голема предност во овој свет, а гледаме дека се планираат да токенизираат. И недвижност 440 милиони. Ова е сам почеток, значи погледнете, до пред некој време немавме никакви информации во февруари, а најнаш погледнете колку голем раст ние стигнавме од февруари до март да имаме раст од 440 милиони долари во токенизирана недвижност. Така да ова е само почеток. Сега кога станува збор, знаете дека првиот дел кога станува збор за алткоини го резервираме за оваа категорија, токенизирани нормално капитални добра. Моментално расте огромна количина на вкупната стейблкоин маса која што има на XRP. Генерално зборувам сега Ripple како компанија, расте количината на стейблкоини кои што го имаат на XRP Ledger. Знаете дека предходно кога станува збор за RLUSD, најголемиот дел се наоѓаше на Ethereum. Гледаме дека се повеќе расте количината која има на XRP, 305 за разлика од тоа 1,2 милиарди долари RLUSD се наоѓаат на Ethereum. Сега ова не ни е баш веродостојно според тоа што го гледам, значи они зборуваат дека има негде околу 570 милиони, овде дека има само 300, како што можеме да забележиме, јас овдека би го отворам, за жал нема да ќе ни го даде целосно. Така да за жал не ни дава да видиме колку било, можеби во меѓувреме паднало, можеби некој продал, ни дава само генерално RLUSD, не ни го дава, само не дали можеме според да видиме на која мрежа, за жал не можеме да видиме, како и да е. Пак ќе кажам, значи претходно беше многу помала количина, сега можеме да видиме 1/4 од вкупната количина на она што е на Ethereum се наоѓа на XRP. XRP се уште се развива како блокчейн, не е толку популарен како Ethereum, знаете и сами, посебно поради неговите тужби и се тоа што се случуваше, но гледаме дека се поголема активноста на самиот Ledger на XRP кога станува збор за real world asset токенизација. Тоа е уште една насока која што се движи овој и проект, нормално и компанија Ripple. Дополнително, ова е нешто многу битно што сакам да зборувам заедно со вас, значи бидете внимателни. Како се движиме повторно кон следниот bull market, ќе видите многу од овие работи, како од различни проекти, така и од различни инфлуенсери, тоа да ви биде јасно. Значи, многу често се случува некој да ги на некој начин фалсификува прво нашите профили, тоа многу пати сме го кажале, се случувало многу пати до сега, да има лажни профили, секогаш обрнувајте внимание. Значи, ова е нешто што ние постојано го повторуваме, но еве сега ќе дадеме малку повеќе акцент. Значи, доколку видите првенствено било каков тип на профили кои што имаат, не знам, 1, 2, 5 следачи, тоа автоматски ви кажува дека станува збор за лажни профили. Без разлика што ви ветуваат, без разлика како се представуваат, тоа е една од првите работи кои што може да ги видите кога станува збор за јавни профили. Ако ви пишува некој кој што има 1, 2, 5 следачи, тоа значи дека станува збор за лажен профил. Втора работа. 99,9% од оние луѓе кои што работат во оваа сфера, без разлика дали се нели како нас, едукатори, инфлуенсери и така натаму, сигурно нема да ви пристапа први. Тоа е нешто што мора да го земете секогаш во предвид. Значи, апсолутно никој нема вас да ви пишува за нели колаборација како човек кој што гледа нашиот канал. Тоа би било незамисливо.
Така да ако некој тоа го прави со задни намери, дефинитивно сака да ве измами. Дополнително, кога станува збор за ваков тип на giveaway, награди, излекување и такви работи, 99,9% од истите се измами. Пратете ме, ќе ви пратам никогаш. Значи, никакво давање информации кои сте, што сте. Никакво давање информации за вашите средства кои што ги имате во крипто или генерално. Никакво праќање, апсолутно ништо. Не постои такво нешто како бесплатни пари, не постои такво нешто како пратете ми 100, ќе ви пратам 200, тоа е апсолутна глупост. Се тоа што гледате е секогаш лага. Значи, затоа бидете предпазливи, никој не може да ви помогне ако ги дадете вашите клучови на некого, зборувам на фраза од 24 или 12 нели зборови, никој не може да ви помогне ако дозволите на некој нормално да влезе во вашиот систем преку праќање на одредени линкови, праќање на одредени апликации. Значи, ништо што ви е пратено од извор кој што не го верувате, не отварајте, едноставно бришете и бидете незаинтересирани. Ве замолувам, значи ова е многу битно затоа што се случило претходно и на нашиот канал, луѓе да се представуваат лажно, да земат од луѓе пари, кажувајќи дека не знам, нас ни треба поради не знам што, такво нешто никогаш нема да се случи. Бидете внимателни. Нормално, ако нешто не ви е јасно, прашајте, затоа сме овде, посебно ако сте на Patreon групата, ако не сте, нормално, најдете некој што се разбира ова, прашајте пред да направите глупост. Aviva, ова е голем фонд од Мала Британија, моментално спрема токенизација на XRP Ledger, нормално на Ripple. Пак, ако се сеќавате, ова го спомнавме предходните altcoin вести, Ripple пред само неколку месеци, би рекол малку и полуго, но пред неколку месеци успеа да го смени името на брокеридж компанија, која што е наменета исклучиво за ваков тип на клиенти, каде што планираат да токенизираат апсолутно се и се што, и при тоа го прават преку соодветна компанија која што има директно пристап легален до сите овие традиционални капацитети и институции кои што моментално ги гледаме, па така и ова компанија Aviva, само секунда, која што само сакам да ви покажам колку моментално има, ми се ресетираше страната, 253 милиарди фунти моментално е assets under management колку има оваа корпорација, станува збор за екстремно голема корпорација, која што моментално планира да почне да токенизира на XRP. За жал, кога станува збор за датцови, се уште не гледаме прво купување од оваа компанија на XRP, како што е овдека објаснето. Значи, сега за сега овдека можеме да забележиме дека кога станува збор за Digital Asset Treasuries, постојат само две компании, тоа е Evernorth и Galaxy Digital. Така да сега за сега во овој сегмент ги нема, а кога станува збор за токенизирање, значи се што треба да направиме за да провериме, да видиме дали има нешто на нивно име. Очигледно не, тоа сега да ви го покажам, значи се уште не се влезени во оваа сделка, но ова е само потврда според CoinDesk дека Aviva планира стотици милиони вредни инвестиции да ги да ги токенизира на Ripple. Сега за каков тип на капитал станува збор, останува да видиме, но само сакам да покажам дека станува збор за екстремно големи институционални играчи кои што планираат да почнат да токенизираат на Ripple. Тоа не е случајно. Уште еднаш покажува дека Ripple е голем институционален играч и повторно неговата моќ во оваа сфера на токенизација на реални ствари. CIP56, нова вест од Canton, многу интересна, многу добра. Значи CIP во основа би значило Canton Improvement Proposal, но тоа е proposal кој што понатаму неговото име ќе го задржи, а ќе биде самиот proposal, односно предлог за подобрување на овој блокчейн, за да се интегрираат токени од типот на ERC20. Односно, како што знаете и сами, апликациите на Ethereum, екосистемот Ethereum Smart Contract, нели, така речено екосистемот, може да прават своји токени, кои што нормално немаат свој блокчейн, но имаат своји токени и може да бидат користени за плаќање за различни услуги и така натаму на самата апликација. Сега, како што си ERC20, така и CIP56 ќе бидат токени кои што ќе може да бидат имплементирани, минтани на екосистемот на Canton. Као што се сеќавате, веќе многу пати спомнавме, имаме направено и соодветно видео за него. Canton не е, би рекол, блокчейн кој што најчесто се занимаваат секојдневни луѓе како нас, односно ритейл сектор. Истиот е наменет за најголемите институции помеѓу себе да имаат приватен начин на трансакции, значи е делумно privacy coin,
каде што буквално само двата сендер и ресивер, односно праќачот и примачот, знаат за овие трансакции, истите се регистрирани на блокчейнот, но не се гледаат, не може да ги најдете на Explorer. Погледнете го видеото за Кантон, детално објаснето како тоа функционира, но идејата е дека сега со овој предлог, доколку биде изгласан, ќе им биде дозволено на сите овие институции да минтаат своји така наречени CIP56 токени за нивни потреби и за нивните клиенти. Па ќе кажем, на овој начин помагаат на самиот екосистем да продолжи да расте и им даваат така речено нормално на своите клиенти уште поголема слобода да можат да функционираат и со сопствени токени, да не мора тоа да го прават постојано со Кантон токенот, но нормално на крајот од денот се што е на Кантон мрежата Layer 1 се плаќа во фи во самиот Кантон. И ова е tradecraft.fi, тоа е апликацијата, односно свапот на Кантон моментално. Ова е првиот DEX кој што моментално се користи за размена. За сега можеме да забележиме дека постои само еден ваков токен, очигледно направен, тоа е CBDC, односно Кантон Биткоин Wrapped верзијата на биткоин на Кантон мрежата. Сакам само да ви покажам дека очигледно веќе се во напредна фаза, со оглед на фактот дека свапот им функционира. Тоа ни покажува дека само прашање на време кога ова ќе биде изгласено на нивниот DAO и кога ќе биде применето низ целата мрежа. Дополнително, многу интересна работа, значи кајко е дел, односно тоа е на некој начин протокол на самиот Кантон, блокчейн, Bloomberg за овие институционални клиенти. Ако доволно сте известени, би рекол, за Bloomberg и неговата големина, како најголем финансиски медиум во светот, истите имаат така наречен Bloomberg терминал. Значи, моќта на Bloomberg терминалот е тоа што имаат, би рекол, еден од најголемите и најдобро информираните центри на информираност во светот, каде што имаат real-time data, односно посебно кога станува збор за било каков тип на цени, трейдинг волуми, значи апсолутно се што е поврзано со традиционалните финансии, истите го имаат на овој терминал. Чисто за да разберете колку е големо, значи за да може да имате пристап на овој терминал, треба да платите годишно $30,000 за да имате пристап до истиот, значи толку кошта еден акаунт, и затоа сакам да кажам дека станува збор за софистицирани анализи, најсофистициран начин на дата фид, односно постојан прилив на информации за се што се случува во светот, цени и така натаму, и сега моментално се обидуваат да го имплементираат преку кајко на Кантон за сите институционални нормално инвеститори или оној што користат самиот блокчейн, со тоа што нормално на самиот почеток она што највеќе ги интересира е дејта. Значи, податоците кои што ги поседува практично Bloomberg да ги интегрира во самиот Кантон блокчейн, за сите оние кои што моментално го користат, посебно кога станува збор за размена или токенизација на акции, обврзници и така натаму, да имаат постојано пристап до, би рекол, прва класа информации поврзани со она што инвестираат, така речено. Дополнително за Ondo, кој што е вториот проект кој што го, би рекол, во голема количина го инвестиравме за овој bull market. Значи Ondo и понатаму продолжува да рока нови 60 акции, најголеми во светот, пак и компании и различни добра, ќе го погледнеме тоа овде. Значи моментално нови 60 акции кои што спаѓаат и во однос на најголемите, пак се ETF-и на некој начин на одредени компании, пак ќе кажам акции кои што се изминтани од Galaxy, Fidelity, BlackRock и така натаму. Дополнително можеме да видиме дека имаат и ова се така наречени фондови кои се поврзани со ресурси како нафта, ураниум и така натаму. Значи на вистина 250 најразлични токенизирани акции на апсолутно се, па ти кажам, од компании до ресурси може да најдете во токенизирана форма на Ondo. Значи Ondo моментално е апсолутен шампион кога станува збор за оваа категорија. Значи овде ќе има некоја проценка која што е направена на 19 март, ние ќе ја видиме најновата, значи без прихосновен шампион моментално во токенизација на акции, моментално значи можеме да забележиме дека негде околу 55, можеби и 60% од вкупната количина на пазарот на токенизирани акции се наоѓа токму на Ondo, или тоа е вкупно $516 милиони, за разлика се останато не е ниту половина од неговата сума, па не значи дека ќе биде постојано на прво место, но сакам да кажам дека за сега се апсолутни шампиони во оваа категорија и верувам дека тоа така ќе остане и понатаму. Дополнително имавме и вест дека истите се токенизирани на Solana.
Значи овие 60 кои што моментално се токенизирани и ги има на Ethereum, гледаме дека се исто време достапни и на Solana, ако се сеќавате пред само некое време се интегрира на Solana мрежата да биде достапен ондо терминалот за тргување на акции и овде можеме да видиме, погледнете. Значи постојано расте капиталот кој што е поставен на ондо, погледнете, значи сме стигнати до 2,2 милиарди долари капитал кој што е алоциран на овој блокчейн, на самиот блокчейн на ондо. Значи овој покажува дека и понатаму продолжува да расте. Постојано, погледнете. Апсолутно секоја недела имаме нов all-time high. Сега за сега број 1 за real world asset токенизација. Amundi исто така еден од поголемите assets under management, бидејќи фондови од Европа, века планира 100 милиони долари токенизиран фонд на Ethereum и Stellar. Сега ние пробавме да најдеме, знаете дека на real world asset токенизација горе-доле имаме многу по јасна слика за тоа што се случува. Според објаснувањето што ги видовме на ОА Amundi, така речено фонд или Assets Under Management корпорација, е наречен Spico, така речено. Ова е некоја подружница, не сум сигурен како функционира моментално, доста е измрсено сето тоа. Значи овој Spico, така речено индекс е уствари наменет за, како што можеме да забележиме, тоа и го видовме претходно, за, погледнете, токенизација на краткорочни обврзници на Гейропа, на Мурика, погледнете, cash equivalents, значи овде ќе имаме токенизирани верзии, би рекол, во оваа ситуација или фондови во евро и во мурикански долар, нормално. Сакам да кажам дека се занимаваат со money market фондови горе-доле, најголем дел од она што го гледам моментално, и зборуваме за голема количина. Овдека зборуваат за 100 милиони потенцијален фонд, овдека ние гледаме многу поголема количина, вкупно 1,2 милиарди долари се моментално токенизирани на овој фонд, со тоа што да, ако ги земеме Ethereum и Stellar, станува збор за 570 милиони, но гледаме дека дополнително имаат токенизирано и на Arbitrum, и на Polygon, и на Base. Значи се повеќе Layer кецовите и Layer двојките, погледнете ги сумите на капитал инвестирани од големи институции. Институциите се повеќе имаат доверба во блокчейн светот. И не само во биткоин, погледнете. Токенизацијата е на Layer кецови, Layer двојки од помали до поголеми. Следната вест ни доаѓа од биткоин. Моментално BTQ Technologies се нарекува компанијата, успеале да имплементираат, односно да на некој начин реализираат надгрба за биткоин, наречена BIP, Bitcoin Improvement Proposal 360, која што ќе му додаде на биткоин квантна заштита. Многу интересно. Сега пак, не можам да кажам дека сум доволно писмен за да можам ова да го објаснам како што треба, но идејата на квантната заштита е, вели, некој од јавните клучови кои што моментално овде ги гледате, тоа е овој public hash key, моментално со новата надграба, со овој proposal, овој предлог, ќе биде скриен. Односно, ова е една од клучните, би рекол, делови од трансакцијата на биткоин, која што се реализира, што ова се тие различни клучови кои што ви се потребни, доколку истиот е скриен според самиот предлог, тогаш трансакцијата, односно самиот биткоин блокчейн е заштитен од напади од квантни компјутери. Останува да видиме дали сето тоа ќе биде реализирано, затоа што за сега ова е се уште во тест фаза. Значи тест фазата, како што можеме да забележиме, Bitcoin Quantum, testnet is live, значи може многу лесно да најдете, само практично најдете овој артикл или само запишете Bitcoin Quantum и ќе најдете моментално, со тоа што можеме да забележиме дека имаат и Explorer, значи дека ефективно можеме да забележиме трансакции кои се реализираат на овој тестнет, и овдека во самиот артикл е пишено дека 50 майнери веќе активно учествуваат во овој тестнет, значи дека активно се приклучуваат кон оваа иницијатива, за да биде, потоа треба да се гласа на овој пропозал од страна на сите майнери, да биде прифатен, за да биде имплементиран. Така да за сега ова е позитивно, се надеваме дека ќе оди во таа насока, затоа што квантна резистентност е исклучиво битна кога станува збор за биткоин. Иако сме далеку од потенцијален напад од квантни компјутери, многу е подобро ова да биде реализирано пред да се случи нормално. Овде ќе имаме нешто интересно што пак би рекол ја не сум баш способен целосно да го објаснам, ќе го објаснам во она што највеќе би можел да го објаснам до моите разбирања. Суи моментално прави посебен тип на врап биткоин на неговиот блокчейн кој што понатаму може да се користи како колатерал. Сега овде ќе имаме би рекол објаснување
директно на самиот SUI блокчейн. Значи во ваквото објаснување детално е образложено како тоа ќе изгледа во чекори. Значи ова многу лесно може да го најдете sui.io/hash. Хеши е уствари услугата која што моментално дозволува врапт верзија на биткоин на SUI да биде користена како колатерал. Овдека ќе го објасниме тоа, значи овдека во чекори објаснето како би изгледало наједноставно за почетници би рекол. Значи правите депозит на биткоин на SUI на одредена адреса на SUI блокчейнот. Со тоа што откако истиот ќе биде депониран, гледаме дека тоа е оној hash generated deposit, тоа е практично посебен би рекол оддел на самиот блокчейн на SUI, каде што може да го депонирате вашиот биткоин за да биде искористен како колатерал. Значи откако валидаторите на SUI ќе потврдат дека овој биткоин е депониран на така речено хаши одделот или хаши страната или адресата како сакате, значи во тој момент ќе добиете еквивалент во така наречено врапт верзија на биткоин на SUI блокчейнот, кој што нормално може да користите како колатерал. Откако го добивате истиот може да го користите на најразлични сега. Овдека станува збор за најосновна верзија, понатаму верувам дека ова ќе биде имплементирано како и на другите блокчейни, како што е на пример на Ethereum, каде што може буквално врапт верзија на биткоин да користите на било каков тип на DEX или lending borrowing протокол, како што се Aave, Compound и така натаму, балансер и нормално за депонираниот биткоин во врапт верзија да добиете соодветна противвредност во стейблкоини или што и да барате други коини и нормално на крајот кога ќе завршите ги исплатите вашите долгови кон овој протокол кој што ви дал така речено колатерал, ви дал соодветна сума на крипто како колатерал сте дале биткоин, кога ќе ги вратите она што го должите на протоколот, истиот ќе ви го ослободи биткоинот во врапт верзија и ќе може да го тргнете, да го изминтате назад, да го вратите во биткоин, блокчейн и така натаму. Така да тоа е идејата како планираат да го направат. Да, Polygon моментално исто така имаме голема компанија која што сака да го искористи Polygon за да изминта, да направи свој блокчейн, тоа е CDK, Chain Development Kit на Polygon. Ефективно на тој начин прават своја Layer 2 на Ethereum. Тоа е Apex групацијата која што моментално можеме да видиме, само секунда имаше, баш сега да видам колку беше големината на низиното портфолио. Како забелја сега. Ево. Значи, на годишно ниво, замислете, оваа компанија прави 1,5 милиарди долари ревењу, односно приход. Само се видам да не колку се големи во однос на маркет кап, за жал тоа не можам да видам овдека, како и да е. Само сакам да ви покажам дека станува збор за голема компанија, не е било која, кога генерира 1,5 милиарди долари приход, која што моментално се обидува да направи така наречен T-Rex Ledger на во оваа ситуација Polygon. Значи се поголем интерес има за Layer 2-ките, гледаме дека овие компании сакаат да имаат своја Layer 2 и тоа го реализира преку Polygon Chain Development Kit. Гледаме дека многу од проектите го користат или Polygon Chain Development Kit за директно се поврзат со Egg-леерот на Ethereum, или пак тоа го прават преку OP-Stack како супер чейн на OP-Stack и rollup тип на Layer 2. Како и да е, сакам да кажам дека моментално се повеќе и повеќе големи корпорации приоѓаат кон така наречено имплементирање на би рекол сопствениот капитал и креирање на блокчейни или пак придружување кон блокчейн. Optimism OP за жал го изгуби Base, тоа беше очекувано, ако се сеќавате ние кажавме уште на самиот почеток, една од главните причини зашто го имавме Base во нашето портфолио беше токму OP. Тоест обратно. Зашто го имавме OP беше токму Base кој што моментално е блокчейнот на Coinbase. Очекувано беше, реално не сме изненадени, иако очекувавме дека барем првиот bull маркет ќе биде доста позитивен за нас, затоа што Base е голем дел од OP-Stack-от, но тоа е што е. Оптимизм и понатаму останува да биде дел од нашето портфолио, заради тоа што има други блокчейни кои се многу добри на истиот, како што кажаме, тоа е со Neum, на Sony, Inc, на Kraken, Unichain, на Uniswap, нормално WorldChain има овдека исто така свој чейн, но сега сме многу заинтересирани за Base. Односно, оно што можеме да го видиме е дека Base прави свој Layer 2 и ова се фази, така наречено, фазите кои што ќе ги имплементира од сега па натаму. Прво, како што можеме да забележиме, се очекува наскоро да дојдеме до Base version 0. Тоа е основната верзија во која што се гледа дека веќе целосно се одделил од Optimism
и гради свој така наречен стек кој што ќе биде уникатен и ќе биде целосно на некој начин контролиран почетнички од самиот Coinbase како менувачница. Понатаму гледаме дека продолжува паралелно на Optimism да постои и да ги имплементира сите моментални апгрейди на Ethereum, затоа секој Layer 2 мора тоа да го направи, и како се движиме натаму гледаме дека се повеќе и повеќе планираат да го надградуваат како засебен Layer 2, така да дефинитивно кога ќе видиме дека има засебен base chain, каде што има base токен, дефинитивно ќе биде акумулиран од наша страна. Coinbase како една од најголемите менувачници, посебно со ваков тип на Layer 2, дефинитивно ќе биде голем играч. И можеме да видиме дека во последниот период, посебно откако беше соопштено, погледнете. Значи, активни корисници на OPNet на 12 јануари биле 309.000, што е нормално голем дел во Base блокчейнот, а сега се 108. Тоа е, значи, така речено, 2/3 од юзерите гледаме дека не се присутни. Верувам, тоа е голема причина поради Base Chain кој што моментално го напушти овој OP Stack. Како и да е, компатибилноста останува, како и да е, соработката останува, но дефинитивно Base мора да го најде местото во нашето портфолио. OP Stack сега и понатаму ќе го задржиме Optimism токенот. И да, како што можеме да забележиме, после ова ефективно Optimism вели 20 навработени во неговиот тим го напуштаат, тоест се отпуштени, поради тоа што прво се наоѓаме во bear market, гледаме дека Optimism самиот по себе како блокчейн и како проект беше доста негативно, би рекол, награден во овој bull market, така наречен за биткоин. Не беше само Optimism, да се подсетиме, туку станува збор за апсолутно сите, кои што беа во свој прв циклус, овдека нормално би ги ставили и другите Layer 2, не е само Optimism, и Arbitrum, и Mental, и сите останали ZK Sync, како и другите, би рекол, кои во прв циклус, како што се веќе спомнавме, Alchemy Pay, Axelar, нормално, оние кои што се малку по интереси кои што сме ги инвестирале, нормално Wormhole. Не се криви токените, не се криви тимовите, значи нивните проекти се апсолутно бомбастични, понатаму ги држиме, понатаму ќе инвестираме во нив. За жал, немавме алткоин сезона и гледаме дека тоа ги притиска тимовите да едноставно мораат да се консолидираат. Unichain моментално, како што знаете, тоа ќе биде Layer 2, ако не се лажам, да, затоа што е на OP Stack, Layer 2 на Uniswap менувачницата, значи сакаат да има свој блокчейн, што е за поздравување. Знаете и сами дека инвестираме во Uniswap доста во претходниот циклус, со тоа што моментално го имплементираат целосно CCIP протокол на Chainlink, но и второстепениот протокол кој што е нов, ако се сеќавате, направивме пред само некој ден апдейт на Chainlink, така да би препорачал да го погледнете. Chainlink е еден од најголемите позиции кои што ги имаме во портфолиото, како нашето, зборувам едукационото, така и портфолиото на каналот, со тоа што овој CRE е уствари посебен тип на протокол со кој што сите услуги на Chainlink се имплементираат и може да се користат синхронизационо, буквално сите услуги кои што ги има за овие блокчейни. Гледаме дека голем дел од блокчейните пристапуваат кон тоа да може да ги користат сите услуги на Chainlink преку овој тип на синхронизација на услугите преку CCIP протокол. Така да овдека се наоѓа и Uniswap, но гледаме дека се повеќе и повеќе блокчейни пристапуваат кон соработка со Chainlink, посебно кон ова, значи како Oracle, погледнете ова, значи имаме огромна количина на проекти кои што се повеќе и повеќе преминуваат само од CCIP кон овој CRE тип на протокол. Пак ќе ви напоменам, погледнете го моментално видеото за Chainlink кој што го направиме пред само некој ден, нема да зажалите. Дополнително Algorand слично на Optimism, 25% од вкупниот тим ќе мораат да го отпуштат, пак да се подсетиме, за жал како и Algorand, така и многу други блокчейни, без разлика дали се прв или втор или трет bull market, се погодени од тоа што немавме алткоин сезона, со тоа што вели тимот ќе на некој начин напушти 25% од нивните вработени, за да падне под 200 луѓе, се консолидираат, како што кажав и претходно, но да се подсетиме дека пред само некој месец има промена на раководство, има доведоа нови, свежи, би рекол, лидери кои што се бивши, како што видовме, нели, CEOs и така натаму на највисоки финансиски институции, и дополнително се вратија повторно назад во Америка, нивното седиште беше преместено поради, нели, кракдаунот кој што го имаше во крипто. Јас си понатаму очекувам многу од овој блокчейн, останува да видиме, чисто за да видите зашто го зборувам тоа. Algo и понатаму е екстремно добар блокчейн,
Сега кога станува збор за market overview, да видиме колку моментално има токенизирање на алго, као што кажав, Layer Cats-овите, токенизирањето ќе биде едно од главните работи кои што моментално се случуваат на истите. Чисто да видиме според капитал, да видиме дали се наоѓа во топ 10, само секунда, се обидам да ги најдам сите заедно. Networks, само да видам дали ќе не ги даде сите. За жал не го дава овде, но многу лесно. Ево на прво место, само што ова е по име. Како и да е, ќе погледнеме како изгледа моментално Algorand како проект на Real Asset токенизација и понатаму како најзелен блокчейн во светот моментално очекувам многу од истиот, иако нема некоја голема количина на токенизација, погледнете имал доста голема, кога беше екзодус на самиот почеток, сега има негде околу 66 милиони токенизиран капитал. Ќе видиме како и да е, јас очекувам добри резултати од овој проект, но времето ќе ни покаже. Algorand има некоја застапеност од 2-3% во нашето портфолио. Animoca Brands исто така голема компанија. Зошто велам голема компанија? Значи ако се сеќавате, Animoca Brands е застапена во, би рекол, многу проекти, имаат инвестирано во многу криптопроекти. Ова се некои од моменталните најголеми проекти кои што ги имаат. Ова е така наречена Mocha Network, Open Campus и Sandbox играта, знаете, инвестирани сме во истата. Anichis, исто така некоја игра, верувам дека има и повеќе, но сакам да покажам дека се доста застапени посебно кога станува збор за NFTs и за ваков тип на игри, но гледаме дека се обидуваат да се инкорпорира и во традиционалните финансии. Ова се проекти кои што моментално ги тераат од тој степен, значи stablecoin и real world asset токенизација, значи гледаме дека сите се насочуваат кон тоа. Animoca Brands одлучува да инвестира во Avalanche. Не е објаснето колку и како, но идејата не е само инвестиција од купување на AVAX и правење на digital asset treasury со AVAX токени, односно коини, туку и буквално од сега па натаму да прават деплојмент на капитал, проекти и така натаму на Avalanche блокчейнот. Така да ова е многу позитивно и за едниот и за другиот проект дефинитивно. Сега за сега проверивме дали постои на некој начин DAT кој што е моментално под Animoca Brands, да жал не. Ова е единствениот DAT кој што постои, тоа е AVAX One кој што има моментално нормално количина на AVAX токени. И последно, многу чудно, но мораме да го спомнеме, тоа е Binance моментално само што го пренесе својот штаб или своите би рекол основни канцеларии во Обединетите Арапски Емирати. Оди па разберете. Значи, во ситуација во која што имаме војна, каде што апсолутно го бомбардираат овој предел, посебно оваа држава, Обединетите Арапски Емирати, Binance одлучува да ги пренесе своите канцеларии токму овде, своето седиште. Не верувам дека е случајно, сигурно за нешто што ние не знаеме, 22 март е веста. Значи, или па си нашле ефтини канцеларии, не знам што друго да кажам, но како и да е интересна вест, официјално Binance одлучува да се лоцира себе-си во Обединетите Арапски Емирати. И кога станува збор, нели, за крај би спомнал само уште еднаш, доколку не се станете дел од нашата Patreon заедница, на овој начин не поддржувате да креираме уште повеќе едукација. Ова е нашата, би рекол, финансиска поддршка, финансиски рбет кој што доаѓа директно од вас. Знаете дека ние работиме директно за македонскиот народ. Немаме спонзори, немаме реклами, работиме исклучиво за вас, од вас. Со тоа што оваа чланарина која што плаќате ни дава финансиска моќ да креираме многу едукација, да креираме многу настани, како што е офлайн митапот во Битола, како што е конференцијата која што доаѓа наскоро во Скопје, а во исто време имате пристап до сите наши чатови, каде што разговарате со сите наши членови, разменувате мислење, разменувате идеи, едукација и така натаму и анализи, имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Дополнително имате лайвстрим, како што беше саботниот лайвстрим во кој што директно ги одговараме сите ваши прашања, може да разговарате со нас, може да се јавите директно на самиот лайвстрим и дополнително овие офлайн тип на видеа, како што е денешниот Altcoin Investi, прво ги добивате вие, ги добивате еден ден пред каналот, а потоа ги објавуваме и на нашите социјални мрежи и канали. Дополнително за оние кои сакаат да го обноват своето членство или да го реализираат на годишно ниво, само пратете ни на cryptogambigia@gmail.com на која блокчейн адреса или во кој тип на кои ни би сакале да платите. Ова се годишните чланарини со 30% попуст од она што би ја платиле на Patreon, а ние нормално ќе ви вратиме со линк кој што ќе ви даде годишно членство на Patreon. Така да, друштво, благодарам на сите кои што не поддржувате. Се надам дека ќе се видиме во сабота, во недела на нашиот офлайн митап во Битола и нормално имајте добар ден и поздрав од Крипто Гемиџија и од топлата Малта.
Listen up, class is in session tonight. Crypto Jamizia here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the verse. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Crypto Jamizia, teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Jamizia, setting knowledge free. Crypto Jamizia, teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Jamizia, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Crypto Jamizia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seas, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Crypto Jamizia, your educational guide.